Почитувани советници, секретар на општина, раководител на сектор за подршка на градоначалник и на совет, медиуми, граѓани пред малите екрани. Ја отварам првата вонредна седница на Совет на општина Куманово. Прво на советниците им благодарам за брзата реакција, за краток временски период ја сватија итноста на свикување на ова седница, потребата да заседаваме и да решиме да изделиме одредени финански средства за настанатата голема несреќа после земјотресот во Турција и Сирија. Причина поради која свикувам оваа вонредна седница е катастрофалниот земјотрес кој се случи на 6 февруари 2023 година, односно вчера во раните утрински часови во Турција и Сирија, и потребата во знак на солидарност Советот да донесе одлука за доделување на парична помош од буџетот на општина Куманово за настраданото население од катастрофалниот земјотрес во овие две држави, а кој што ќе биде единствена точка на дневен ред. Бидејќи ова ни е прва вонредна седница во овој состав на Совет, ќе ги прочитам одредбите од Законот за локална самоуправа, од Статутот на општина и од Деловникот на Советот кои да се однесуваат за вонредната седница. Законот за локална самоуправа, член 40, свикување водредни седници на Совет, став 1. Вонредната седница на Советот свикува председател на Совет по собствена иницијатива или на барање на најмалку 1/3 од членовите на Советот во случај и на начин утврдени со статутот. Член 2, став 2. Во известување за свикување на водредна седница се наведува времето, местото на одржувањето и дневниот ред на седницата. Став 3. Советот не може да го менува дневниот ред за вонредната седница. Став 4. Пред започнување на седницата задолжително се гласа за оправданоста на причините за свикување на вонредната седница. Статут на општина Куманово, член 30. Вонредната седница се свикува за прашање од значањето за безбедноста и сигурноста на граѓаните, за прашања кои настанале поради вонредните околности, пожар, поплави, земјотрес и слично, и при посета на делегација или висок функционер од други држави кои истите сакаат да се обрадат на членовите на Советот. Член 31. Вонредната седница ја свикува председател на Совет по собствена иницијатива или на барање на најмалку 1/3 од членовите на Советот или на предлог на градоначалникот. Покана за седница со предложен дневен ред се доставува до членовите на Советот на најбрз можен начин. Пред отпочнување со работата, членовите на Советот гласат за оправданоста причината за свикување на седницата без материјална расправа. Деловник на Совет на општина Куманово, став 3. По исклучок, во итни случаи утврдени со Законот на локална самоуправа и статутот, председателот на Совет може да свика вонредна седница при што поканата на седницата со предложениот дневен ред се доставува до членовите на Советот на најбрз можен начин. Јас мислам дека го испочитувавме и Законот за локална самоуправа, статутот на општина Куманово и деловникот за работа на Совет на општина Куманово. Сега ве молам да се произнесеме за оправданоста на причините за свикување на вонредната седница. Ве молам да пристапиме кон електронското гласање. Констатирам дека со 25 гласа за и 1 воздржан, усвоен Советот се произнесе дека се оправдани причините за свикување на оваа вонредна седница. За работа на седницата го предлагам дневниот ред кој што заедно со материјалите, односно предлог одлука, претходно ми беше доставен по електронска пошта, со единствена точка предлог одлука за доделување на парична помош од буџетот на општина Куманово за настраданото население од катастрофалниот земјотрес во Турција и Сирија. Ве молам да се произнесете за овој дневен ред.
Едногласно со 26 гласа за, констатирам дека дневниот ред е усвоен со 26 гласа. Ја отварам расправата по првата единствената точка од дневен ред, предлог одлука за доделување на парична помош од буџетот на општина Куманово за настраданото население од катастрофалниот земјотрес во Турција и Сирија. Му давам збор на секретарот Александар Гелевски, кој во име на општината и на градоначалникот ќе ја појасни одлуката. Повели секретар. Почитувана председателка, почитувани советници, почитувани представници на локалната администрација, во име на предлагачот на одлуката, градоначалникот на општина Куманово, би сакал да ја прочитам предлог одлуката, кој е составена од 3 члена. Членот 1 на ова предлог одлука гласи: од средствата на буџетот на општина Куманово за 2023 година од програмата А00 Совет на општина Куманово, ставка 413 тековни резерви, разновидни расходи, да се исплатат парични средства во износ од 1 милион денари со намена помош за настраданото население од катастрофалниот земјотрес во Турција и Сирија, кој се случи на 6 февруари 2023 година. Средствата во износ од 1 милион денари ќе се распоредат по 500.000 денари на двете држави. Член 2 гласи: за реализација на член 1 од ова одлука се задолжува градоначалникот на општина Куманово да спроведе уплата на наведените средства на жиросметки кои ќе бидат добиени од официјалните дипломатски представништва на двете држави. Член 3 одлуката влегува во сила од денот на објавување во службен гласник на општина Куманово. Што се однесува до членот 2 од самата одлука, администрацијата на општина Куманово веќе стапи во контакт со дел од официјалните дипломатски представништва и по добивање на официјалните податоци средствата ќе може да по изгласување на одлуката ќе може да бидат префрлени на жиросметките кои што ќе бидат добиени од страна на самите дипломатски представништва. Благодарам. Благодарам секретар Александар Гелевски. Колеги, дали уште некој бара збор? Повели Елена Божиновска-Доцевска, потоа и јас барам збор. Председателка, колеги советници и почитувана јавност, посакувам ова да е прва и последна седница во овој мандат на која што имаме повод и причина да донесеме ваква одлука, да биде единствена седница во овој мандат на која што имаме повод и причина да дискутираме за катастрофа од енромни размери, илјадници човечки жртви, непроценета материјална штета и страдања на луѓе, без оглед како тие луѓе се викаат, без оглед каде тие луѓе живеат и без оглед тие луѓе на кој Бог му се молат. Посакувам во вакви мигови општина Куманово да беше финансиски помоćна и денес кад имавме можност да делиме поголем износ на средства за помош на тие што страдаат деновиве. Меѓутоа, некогаш гестот на пружена рака е многу поголем и позначен од тоа колку таа рака пружа. Ке си дозволам да потенцирам дека ме радува фактот што секој советник во овој состав, сите советнички групи, секој политички чинител во Советот на општина Куманово безпоговорно дадоа поддршка во истиот момент, во истиот миг кога беше даден предлог за една ваква одлука и една ваква седница. Солидарноста и емпатијата се и треба да останат основа на донесување на одредени и значајни одлуки во некои мигови како овој. Од името на советничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата упатувам најискрено сочувство до турскиот и до сирискиот народ. Починатите нека почиваат во мир и нека им е светол патот. Градовите кои што се погодени од земјотресите, што поскоро да го нормализираат секој невието. И вакви катастрофи, вакви страдања да не се случуваат повторно. Благодарам. Благодарам советник, јас побарав збор. Сакам во ова прилика да потенцирам дека Куманово е познат по својата, како град е позната по својата хуманост и дека не е прв пат Совет на општина Куманово да донесе една ваква одлука за помош за настраданите и причинетата штета од елементарни непогоди. Неколку пати е давана ваква, изгласувана ваква одлука. Од исклучително значење според мене
материјалните средства кои ги одделивме, кои за нас се многу битни, меѓутоа за една ваква катастрофа се минорни. Од исклучително значење е да бидат дадени во право време, навремено, брзо да реагираме и на население и во места каде што е најнеопходно. Затоа од Тринава стапивме во контакт со амбасадите на Република Турција, на Сириска Арапска република, побаравме жиро сметка на која може да се донират овие средства и сме во тек со целиот тој процес. Сведоци сме на големните страдања на турскиот и сирискиот народ, сите следиме медиуми. Штетите се големи, постојано извлекуваат мали деца, голема е жртвата, големи се материјалните штети, цели блокови се раздурнати, многу повредени и што е најстрашно, многу бездомни лица на кои оваа материјална помош ќе им биде неопходна од наша страна. Апел и од двете држави беше да се донират финансиски средства или човечки ресурси да се испраќат. Република Северна Македонија испрати човечки ресурси, веќе се на пат во Турција и Сирија. Ние како општина може да донираме средства. Иако сакам повторно да потенцирам дека финансиите се многу мали во споредба со размерот на настанатата штета, но доколку овој наш пример го следат сите општини во Македонија, нормално според нивните расположливи средства, тогаш мислам дека заедно ќе помогнеме на населението и во Турција и во Сирија. Во оваа прилика сакам да изразам огромно сочувство на фамилиите на настраданите и сочувство до се ова што се случува во Сирија и во Турција. Моите мисли навистина целодневно се со нив и се молам да има повеќе извлечени од урнатините и помалку жртви. Иако сите предвидуваат дека бројот на жртвите ќе расне затоа што и времето не име како што треба на нивна страна и земјотресот е навистина со големи размери, а и не престанува, што е најстрашно. Мислам дека сите советници ќе се сложите дека Кумановс, така и секој кумановец проработи во овие мигови, а ние сме нивни представници, дека оваа одлука ќе биде донесена едногласно од советниците кои се присутни на седницата. Поверете советници, дали уште некој бара збор? Доколку никој не бара збор, да одиме да пристапиме кон електронско гласање во врска со предлог одлука за доделување на парична помош од буџетот на општина Куманово за да настраданото население од катастрофалниот земјотрес во Турција и Сирија. Го ставам на гласање усвојување. Поверете да се изјасниме. Констатирам дека предлог одлуката е усвоен едногласно со 27 гласа за. Со тоа ја затварам првата вонредна седница на Советот на општина Куманово. Советници, ве благодарам на присуството.